Здраво и добре дојдовте во Зебра. Предпоставувам повеќето од вас имаат слушнато за спирулина, за магнезиум хлорид, перуанска мака, шитаке печурки, семе од чија, да, познатиот чај од маточина, бадемово масло и слично. Ова се само дел од производите за кои се повеќе луѓе буквално се обседнуваат во потрага по здрава храна која ќе им гарантира добро здравје и долг живот. Но каква е нивната вистинска употреба? Постојат ли скриени опасности? Постои ли комерцијализација на овие производи? Ова е темата на која денеска ќе зборуваме со нашите гости. Денеска со нас во студиото се Тања Турунџиева, нутриционист од Вита Диет клубот и професор доктор Кочо Димитровски, специјалист имунолог. Пред да почнеме со прашање, само уште еден факт ќе надоврзам во контекст на тоа или што го кажува. Понеделникот Светската здравствена организација излезе со извештај на кој што на повеќе од 800 страници прогнозира дека бројот на случаи на рак до 2032 година ќе се зголеми за 70%, односно 14 милиони годишно ќе биде 25 милиони годишно. Значи, во контекст на тоа или што го кажа и нели се поголемата потрага по здрава храна, менување начин на живот и на овие последни податоци, како гледате на промената на размислувањата на луѓето? Има ли простор за паника или можеби се тоа е повод за луѓето повеќе да трагаат по поздрав начин на исхрана, да бараат нови форми на кои што ќе се хранат, ќе живеат и така натаму? За жал, кај нас треба да се наруши здравствената состојба за да некој почне здраво да се храни. Велам за жал, затоа што промената треба секојдневно да си ја направиме и да си го чуваме здравјето тогаш кога сме здрави. Не треба да се наруши собственото здравје, па одма да почнеме здраво да се храниме и за се оно што ќе чуеме дека е здраво да го пременуваме. Или пак некои само со одредени нутритиви да си го подобруваат здравјето, а да прават други, внес на други нутритиви кои што ќе ги токсицираат. Има одредени правила кои што треба да се почитуваат и факт е дека се повеќе се зголемува бројот на малигните заболувања од ден на ден и што е пострашно што веќе не се бира старосната граница, ниту полот, што значи дека ни најмладите не се поштедени од оваа опака болест. Дефинитивно, превентивно треба да се действува, значи треба нормално да си го пратиме собственото здравје во константа, не да си ги слушаме сигналите што ги дава нашиот организам, што значи дека не треба да ни се случи нешто па да тргнеме да се испитуваме за да ја имаме реалната состојба. Тоа да биде нешто што ќе биде периодично застапено во текот на годината на 2 до 3 генерални контроли, така ќе знаеме како располагаме со собственото здравје. Многу е важно што јадеме и на кој начин го внесуваме во нашиот организам и секогаш велам дека секој треба да има индивидуален режим на исхрана и пристап кон храната како нешто што ќе му биде определба и база за да си го чува здравјето и имунолошкиот систем. Професоре, колку докторската фела, медицинската фела е запознаена со сите овие нови трендови, иако се трендови, тоа сепак предпоставувам би требало да се следи бидејќи не е само медицината сама по себе, вие сте директно поврзани и да соработувате за бенефитот на вашите пациенти. Сакам да прашам колку вашите колеги доктори се разбираат, читаат, се запознаваат, се интересираат за хомеопатија, за нутриционизам, алтернативна медицина? Не можам да зборувам во името на другите, меѓутоа факт е дека многу малку. Од контакти со колегите, разговори, скоро никогаш не се дискутира за алтернативни патишта на лечење, на превенција на здравјето. Во главном се дискутира за медицински третмани. Тоа е, предпоставувам, индивидуално, кој колку е заинтересиран за тоа. Конкретно јас пред неколку години навистина јас бев во таа група што не знаев за сите овие работи. Меѓутоа, гледајќи како моите пациенти имаат потреба да се третира нивната состојба и дека голем успех тоа се постигнува со режим на исхрана, сватив дека тоа е нешто навистина важно. И почнав многу повеќе да проучувам, да навлегувам во тој проблем, така да можам да кажам последниве 5 години исклучиво на тие алтернативни патишта на лечење гледам. Затоа што како
имунолог, јас и на моите студенти им кажував, во најновите книги, конкретно QB имунологијата по која што предаваме на медицинскиот факултет, последното издание од 2012 има едно убаво поглавие за хроничното воспаление како причина за многу болести, меѓу кои и канцерот што го спомнавте. Хроничното воспаление доаѓа како последица или на акутно воспаление, кое што сите можеме да го препознаеме, и кое што, например, ако не се третира соодветно, или доколку има влезни патишта за тоа хронично воспаление да се провоцира, например, гастроинтестинални инфекции, како што е хеликобактерот, кој што не се чувствува, многу луѓе го носат, не го знаат, меѓутоа тој постојано го провоцира имуниот систем. Што кандидата? Кандидата, микоплазмата, понатаму непцата која се влезна врата на инфекциите. Тоа е инфективната страна. Постои уште една страна која што за жал е поголема и по-малку се забележува, тоа е гојазноста или дебелината. Директна врска постои меѓу дебелината и хроничното воспаление во организмот кој што се случува. А понатаму, тоа хронично воспаление предизвикува метаболен синдром, резистенција кон инсулин и до болести кои што на прв поглед немаат врска со имунолошкиот систем, како што е канцерот, например, од смисол на провокација на инфекцијата. Понатаму, дури алцхајмеровата болест се споменува дека инфаркт на миокардот, атеросклерозата, во сите нив, во позадината се наоѓа хронично воспаление кое што тлее во организмот, кое што не се осеќа, а кое што и затоа не се третира. Како реагираат луѓето кога ќе им кажете дека треба да го сменат својот начин на живот? Од денеска повеќе нема седење во кафани, таблетките нема да ви помогнат сами по себе. Зависи кој како го сваќа сето тоа и колку е сериозен и колку ја прифаќа вистината и реалноста на тоа што му се случува. И многу е потешко да им се расчистат некои работи, дека не треба од утре да се јадат. Обично македонската жена посегнува по сирење и по леп, не и по благо, морам да кажам. А додека мажите се зависници од месото и сирењето, така да кога има одредени здравствени нарушувања, тогаш селекцијата на животинскиот протеин, на благото, на лебот како нешто што е нутритив на овие простори во енормни количини застапено, малку е тука проблем. Меѓутоа, кога ќе се стави на режим на исхрана и кога ќе го почувствува оној благодет дека многу подобро се чувствува, дека веднаш тие симптоми кои што ги имало во однос на нарушувањето или пак некои индикации кои што сметале или пак чистите главоболки кои што се јавувале, помирниот сон, повеќе енергијата, поголемата свежина, некако се повеќе се едноставно куражат за да истраат во сето тоа што си го зацртале како промена на режим на исхрана, затоа што многу сме тешки кога треба нешто да промениме, но ако е здравието во прашање и како е од суштинско значење, затоа што храната може да биде наш лек или наш уништувач. Како ќе се храниме, така ќе не служи здравието. Кој дел од македонското, да речеме, просечно, традиционално мени е најштетен или еве па и најпозитивен? Значи, со глед на тоа што, да речеме, некоја храна која што најчесто се јаде во овие простори? Па пржената храна. Или се нешто што ќе го зготват е пржено, застапено е многу месото и млечните производи. Благото, да не кажеме дека секој е љубител на некакво благо. Може да се и лебот кој што е нели од една од застапеноста секојдневна на нашите трпези. Се повеќе луѓе зборуваат дека чувствуваат благодети од хомеопатијата. Хомеопатијата и медицината се исклучуваат меѓусебно. Каков е вашиот став за хомеопатијата? Па не би рекол дека се исклучуваат. Едноставно ние практикуваме западна медицина. Ние така се школуваме да третираме со медикаменти. Но не може паралелно да лекувате хомеопат и... Хомеопатијата е посебна обука која што треба да се помине, но хомеопатијата во Германија, например, е
често се применува, има аптеки за хомеопатски лекови, има многу пропратни, например, пасти за зави се посебни за хомеопатија, кои што може да ги користат луѓе кои што практикуваат хомеопатија, значи имаат комплетна подршка, може да ги купат лековите, може да добијат совет. И хомеопатијата е првата одбрамбена линија во зачувување на здравието. Значи не одите, ако ве фати грип вирус, не одите веднаш на доктор? Да, често пати почнуваат со хомеопатија, која што можат и сами да си ја набават. А доколку се работи за посериозно, хомеопатијата тука не може да помогне, сепак класичната медицина. Но секој се почнува од најевтиното, најбезболното и најпрактичното и најдостапното што е на човекот. Таму за да се стигне до доктор за обична работа треба да се чека. Не е баш така едноставно, вака хомеопатијата е многу попристапна. Тања, пред малку ги споменавте дека станува збор за трендови, дека во одредени периоди константно слушаме за одреден тип на диети, да ги кажам, бидејќи не се режими на исхрана, кои што стануваат екстремно популарни кај луѓето. Во еден период беше Аткинсоновата диета, па сега некако веган диетата, па диети на база на чаеви со билки и така натаму, значи се крие ли зад нив протеинската диета која што исто беше многу популарна, предпоставам се уште. Се крие ли зад нив некаков тип на комерцијализација или едноставно луѓето влегуваат без да бидат свесни за последиците и за опасностите кои што можат... Контраиндикациите кои што може да настанат, да. Ако некој има вишок на килограми, секогаш сака да се ги реши преку ноќ. До 3 недели. Па и некаде пред одмор, пошто тогаш мора нели да ја покаже или кога ќе дојде сончевите денови, па кога ќе треба да ги расоблечат слоевите од гардеробата кои што ги носат. И тогаш секогаш сака да дадат сите тие килограми кои што се таложени во зимскиот период, ако може уште утре да ги снема. Затоа и се решаваат на такви брзи решенија, на нешто што е импровизирана, препишана диета со не знам толку и толку калории, со внесна тој чај за да побрзо биде, не знам, за 10 дена 10 килограми. Меѓутоа ќе пробаат и ќе видат дека сето или пак таблетите, да не говориме за таблетите кои што мислат дека е магичната формула за веднаш да се симнат килограмите, не размислувајќи на последиците кои што можат да настанат со внесот на таквите препарати и таквите инстант диети кои што се намерно пласирани во јавноста за да само се привлече нешто што треба да се промовира. Ниту една манекенка која што во светот ја пласира својата диета не е таа вистинската напишана. Има ситници и финеси кои што се специфични за нези и тој личен нутриционист кој што ја направил таа диета мислел комплетно на незините обврски, на незиното здравје, на се она што е карактеристично за нејзе. Не може да има добар ефект на здравјето токму таква наменета и препишана диета, ниту пак тие диети кои што се од типот на протеински диети кои што ги тераат подолго време. Затоа што и tekako се рефлектира на метаболизмот и на самиот организам, а најмногу на имунолошкиот систем. Ако ние си го нарушиме метаболизмот, многу тешко се враќаме во нормала. Ако говорам особено за женската популација, ако направиме хормонален дисбаланс од импровизираните диети, и tekako многу тешко можеме да се вратиме назад. Ако предизвикаме анемии кои што ќе преминат во хронични, и tekako можеме да се запрашаме каде ни е сопственото здравје. Затоа секогаш апелирам дека не се почнува со диета, кај нас диетата е поим за гладување, или не е нешто што е режим на исхрана, поим за гладување. Мислам дека излишно е да се говори за таков начин на живење. И нешто што е инстат, сега веднаш и ајде сега тоа ќе го правиме. Мислам дека е многу поумно ако тоа го направиме со здрав и правилен режим на исхрана, со внесна 3 оброка дневно, кои што ќе ги планираме према дневниот биоритам, со режим на исхрана кој што е индивидуален, наменет за секој индивидуа посебно,
под контрола со задолжителни крвни анализи кои што ќе се прават секој месец и нормално задолжителна физичка активност која што ќе биде наменета на индивидуата. Многу да ви работи ги откривме и се уште луѓе ги откриваат секојдневно благодарение на интернетот. Еве, докторе, ви од стручен аспект, колку достапноста на тие информации ви ја услужни или ви ја поедностави работата? Да речеме, дали доаѓаат луѓе веќе со готова анамнеза кај вас во ординација, сами си ја поставиле, или да речеме борете да се информираш, меѓутоа и сепак да побараш помош од стручњак и совет? Интернетот е непрекосновено средство за пренесување информации, и ова емисија е доказ на тоа. Но секако дека постои една опасност, интернетот е медиум каде што има нерецензирани информации, каде што луѓе под разни псевдоними, скриени, својот идентитет може да пишуваат, па не секогаш најдобронамерно. Некој си го пренесува најискрено своето искуство како пациент, но се сложим со Тања дека за секој пациент се крои индивидуална терапија како и индивидуална диета. Значи, сето тоа зависи од човекот. Не сме да се применува нешто што, па макар и сестра или брат го применувале, што се од иста фамилија. Па и близнаци, да. Значи, мора да се направи тоа индивидуализирано и не сме да се генерализира. Заради тоа, добро е луѓето да се запозна дека постојат овие начини на лечење, на третман на пациентите, меѓутоа прво што треба да се постави диагноза соодветна или добра анамнеза да се земи, па после тоа да се оди кон третманот. Како беше она, професоре, добрата анамнеза е пола диагноза. Така е. Да. Многу слушаме за различни типови на алергии, особено сега предизвикани нели од промена на време, загаденост и така натаму, но се зголемува, барем од она што може да се прочита по форумите и по блоговите, алергии на храна. Која е разликата меѓу интолерантноста на храна и алергија на некоја храна? И можеве тука, накратко, може и Тања тука да се вклучи и вие, докторе, ова е вашата сфера сепак, да. Што е со глутенот? Бидејќи исто така една од популарните диети е сега безглутенската, и дали таа секому одговара? Треба да се направи разлика меѓу алергија на храна и интолеранција на храна. Алергијата на храна е имунолошка реакција, каде што имуноглобулини Е се директно антитела се тоа, кои што директно го напаѓаат алергенот кој што се наоѓа на самата храна. Тие може да бидат од кожни промени, исцип, дури до отекување на очите, грлото, некојаш да падне крвниот притисок или анафилакса, кој што може да биде и животно загрозувачка. Алергијата на храна се појавува секогаш кога ќе се внесе и најмало количество на храна на кое што човекот е алергичен. Интолеранцијата на храна нема имунолошка подлога. Интолеранцијата на храна едноставно заради недостиг на некој ензим или осетливост кон некој конзерванс, да не може добро да се преработи таа храна. Мали количини на храна не предизвикуваат никакви тегоби. Особено поголеми количини на храна која што е интолерантна за индивидуата, може да направат такви проблеми. Што се однесува до глутенот, постојат антитела кон глутенот, за разлика од другите, меѓутоа не предизвикува тој системски реакции, туку сите реакции се однесуваат на гастроинтестиналниот тракт, значи стомачни тегоби предизвикува. Дигестивниот систем го прави, обично надуеност, грчеви, болки, диареи. Тоа се симптомите на интолеранција на храна. Дали здрав човек може да одлучи да се храни со храна, со производи кои што не содржат глутен и да биде сосема во ред? Апсолутно, па јас и пред неколку години напомнав дека промената на Џоковиќ во однос на внесот на житарки кои што се без глутени, да, направи чудо во однос на енергијата. Исто тоа го применувам и кај нашите спортисти кои што и кај одредени заболувања на кои што не им треба глутен, или пак ги праќам на испитување да си ја направат таа интолерантност на храна и во однос на глутенот и во однос на лактозата. Но дали е наједноставно, дали е штетен? Например,
од недоволна информираност, што од да речеме информации луѓето, погрешни информации луѓето заклучуваат дека е штетен. А и може да биде штетен во зависност од каква индивидуа за каква индивидуа. Индивидуално. Да, се е тоа индивидуално. Јас знам сега пред некои си 3-4 месеци беше хит да за појадок се јада овесните мусли и знам дека многу пријатели ми се јавија да ме прашаат што тоа се случува со нивната столица. Кога после се направија дополнителни испитувања, се констатираше дека они имаат интолерантност на глутен. А они цело време преку овесот, кој што во себе содржи како големо количество на глутен, си направија контраиндикации кои што си имаа последици. Глутенот сега по најновите истражувања, значи порано се сметаше дека во детската исхрана треба да се внесува после 6-тиот месец, дека житарките треба да бидат дозволени после 6-тиот месец. Според најновите истражувања, нутритивите кои што во себе содржат глутен мора да се внесуваат после година, дури тие деца што се атопичари, што имаат предиспозиции за алергии, дури после година и пол па и две, во зависност каква, нели, за што станува збор. Луѓе кои што имаат сериозни медицински проблеми велат дека Куба и Мексико овозможуваат да ги добијат најсовремените лекови на денешнината. Сте слушнале ли за овие трендови? За тие што се малегни заболени користат такви алтернативни медикаменти. Меѓутоа еве како еден апел дека ако третманот на карциномот се изведува со хумана медицина, апсолутно не треба да се употребува никаква алтернативна медицина, пошто уште повеќе го дампира имунолошкиот систем. Значи треба да, кога се практикува хуманата медицина, односно хемотерапиите и радиотерапиите, задолжително мора само тоа да се испочитува. Кога ќе се заврши со тој третман на хуманата медицина, тогаш да се примени алтернативната медицина. Затоа што агресијата која што настанува во организмот уште повеќе го колабира имунолошкиот систем. Тоа можам комотно одговорно да го презентирам со резултати во пракса, значи и покажано, што значи дека ако ние имаме одредено заболување, треба да почитуваме една работа до крај. Не треба се што ќе чуеме да испиеме и да изедеме, туку мора да има протокол. Во такви случаи прво што треба да направиме е промена во однос на исхраната. Значи треба да ја промениме базата која што ќе ни биде отскочна даска за сето, а што ќе се решиме да го правиме понатака. Има во пораст меѓу другите работи и жени кои што имаат проблем со фертилноста, стерилитетот, спонтани абортуси, дури секундарен стерилитет, значи жени што родиле се втор пат не може да родат. Многу често се јавува тоа. Јас им кажувам на пациентите, сега... Тој како реакција на начинот на живот? Да, сега дојдеме во таа фаза, во фертилната фаза, генерацијата Макдоналдс и Кока-кола. А тоа се двата производи кои што се вештачки, не се од природна исхрана, мислам, тоа е она што богати со шејкери, со јаглено-хидрати, она што не треба да се јади и реперкусија на тоа се првите здравствени проблеми се јавуваат кај жени кои што имаат проблеми со стерилитет. Многу порано отколку да ги дочекаат природно. За 10 години ќе им се јават тие проблеми секако, како кардиоваскуларни проблеми, пред се или диабет. Меѓутоа, во 25 до 35 години се откриваат заради испитување на стерилитетот. Каков е вашиот став во врска со билните чаеви како помош во заздравување, да кажам? Според одредени карактеристики, чајот се пие во одредено време, се пие 3 пати на ден, се пие во млака состојба. Истото тоа го кажувам и како пример го наговестувам. Па за генерално сите, освен тоа што се овошните кои што или зеленчуковите кои што исто се наменети пак да намалат некоја состојба и да направат нешто што во моментот ни е дисбалансирано. Исто наједноставен пример ќе кажам, еве чајот од камилица кој што многу често се внесува. Ако го ставиме како што си прават или чајот од магданос
жените кои што сакаат веднаш да симнат килограми, па ќе си го приготви чајот од Магданос уште од сабајле, па си го носи цел ден на работа, несвесно дека она повеќе се токсицира него што прави добрина на организмот, затоа што тој флуоресцира и оксидира во тоа шише и не се пие во толку голем период. Може да биде и контраиндициран. Секој чај има диуретичко дејство. Ако во нејзиниот ум мисли дека ќе помогне чајот од Магданос за да ги симне килограмите, тогаш е во тешка заблуда. Ја тера само повеќе да мокри, да, ама тоа истото да го направи и со брусницата и со шипката, исто ќе има диуретичко дејство, ама бар нема да внесе толково количество на оксалати во организмот. Најубаво кажувам како пример да се свари чајот од камилица и да се остави да се олади. Затоа што чаевите се пијат ниту вредли, ниту гладни, млаки. Во доза од 150 мл, многу малку, значи не од литро и пол. Ако го оставиме, ќе видиме дека тој ќе смени бојата, од жолта ќе премине во зелена и ќе се јават одредени дамки на врвот на чашата. Тие токсините кои што ги внесуваат во организмот ако не се испие на време чајот. Ви благодарам за гостувањето во Зебра. Се надевам дека успеавме да разрешиме некои од последните здравствени трендови. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, се гледаме за една недела.